Снимките од височина на комуналната депонија кај селото Бели, направени денеска во доцните попладнени часови, ја покажуваат реалната ситуација во која таа се наоѓа. 1,5 месец по прекинот на протестот и блокадата на граѓаните, овде секојдневно отпад изфрлаат возила на комуналните предпријатија од Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Евидентно е дека локацијата со површина од околу 4 хектари интензивно се полни, откако кон крајот на октомври минатата година беше направена нејзина генералка со уредување и рамнење од страна на градежната механизација на американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. Проширувањата на депонијата што беа направени тогаш веќе се исполнити со отпад. Може да се забележи дека на одделни места повторно се појавува и чад. Иако и понатаму овде има ангажирано лица кои го контролираат влегувањето и излегувањето на комуналните и другите камиони, факт е дека не е целосно избегната можноста од недозволено навлегување и потпалување на отпадот од страна на неовластени лица. На средината од депонијата се забележуваат купишта земја, со кои на одделни временски периоди се врши затрупување на отпадот. За ова, во недостиг на сопствено специјализирано возило, кочанските комуналци ги користат услугите од приватна компанија. Разбирливо, тоа мора и да се плати. Со оглед што комуналните предпријатија од трите соседни општини се уште не плаќаат надоместок за користење на депонијата за исфрлање на сопствениот отпад, со оправдување дека цената за тоа им е превисока, засега целата операција ја спроведува комуналното предпријатие Водовод. Најавите дека в понеделник во Министерството за животна средина во Скопје ќе се разговара и преговара за евентуално намалување на цената, го оставаат отворено прашањето дали ќе се постигне некаков компромис и дали евентуалното намалување на цената може да значи и проредчување на уредувањето на депонијата поради намалениот обем на средства. До изградбата на најавената регионална депонија кај Свети Николе, односно на станицата за преработка на отпад од источниот и североисточниот регион, ќе помине уште време, со оглед што не се почнати ниту подготвителните активности. До тогаш депонијата кај Бели ќе продолжи да го собира отпадот од 4 општини. Граѓаните ќе се надеваат дека барем на добавувачот ќе му биде исплатен долгот за набавените морски алги со кои се третираше депонијата, за да може да се направи нова нарачка пред првите пролетни денови и затоплувањето на времето.